Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски објави дека по основна нарушена здравствена состојба или тешка материјална положба, општината исплати еднократна финансиска помош на 60 лица, жители на општината. Тој на својот Facebook профил напиша дека право на користење на оваа финансиска помош имаат физички лица, жители со влошен социјален статус или загрозувачка здравствена состојба, кои припаѓаат на социјално загрозените групи, лица кои имаат потреба од помош при лекување, еднородителски семејства во социјален ризик. 30-годишен скопјанец заврши во болница откако падна од електричен тротинет. Во СВР Скопје било пријавено дека на булевар Свети Климент Охридски во Скопје 30-годишникот, управувајќи електричен тротинет, изгубил контрола и паднал на коловозот. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил возачот, констатирани во комплексот клиники Мајка Тереза, информираат од Министерството за внатрешни работи. Извршен бил увид од увидна екипа од СВР Скопје. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар и општина Центар во соработка со Сообраќајната полиција Скопје во текот на една недела санкционираа 226 непрописно паркирани возила кои го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар и општина Центар секојдневно водат грижа за да го доведат во ред сообраќајниот хаос настанат од непрописно паркирани возила на територија на општина Центар. Потсетуваме на почитување на сообраќајните правила од страна на секој учесник во сообраќајот со цел одржување на ред и безбедност на улиците, истакнаа тие. На седницата на Советот на општина Ѓорче Петров мнозинството го усвои ребалансот на буџетот на општината за 2024 година. Со овој ребаланс, буџетот се проширува за 68.894.320 денари, со што се обезбедуваат повеќе средства за граѓаните, како и за инфраструктурни и капитални проекти со кои се подобруваат условите за животот на општината, порача градоначалникот Александар Стојковски, кој ги сподели проектите кои ќе се реализираат. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни.